Мариовски народни носии сега и овде е името на новиот проект на Заводот и музеот Прилеп, каде 40 на ученици од неколку основни и средни прилепски училишта изработуваа кукли во народни носии. Целта на проектот е запознавање, но и зачувување на македонското богато културно наследство. Од Прилепскиот музеј велат дека се презадоволни од одзивот на училиштата и желбата на младите да бидат дел од еден ваков проект. Овој проект има за цел да ги едуцираме сите возрастни групи од школска, предшколска па и средношколска возраст, да научат да видат дека некогашните народни носи се едно вистинско културно богатство во кое ни обстојувале некогаш. Можете да видите овде пред нас нивната работливост на децата ја сработија, куклите се направени и буквално во буквален смисол на зборот ја имаме македонската народна носија од Мариовскиот крај со сите атрибути, со сите делови од носијата. Прилепската македонска Мариовска носија е една од најспецифичните во Македонија, од западно-македонскиот тип. Знаеме сите дека Мариовската женска носија посебно е една најспецифична која се разликува од сите други по својата бројност на елементи и во својата тежина. Значи има преголем број на елементи кога се облекува женската свечена Мариовска носија, а исто и тежината е негде околу 64 кг, така да е многу тешка за изработување. Според носителката на проектот Маја Ралева Миладиновски, младите со голема љубов се вклучиле во изработката на овие кукли со народни носии и покажале исклучително голема креативност при целиот процес. Целта на проектот била да се покаже како нашите баби и дедовци работеле и дека и во тогашно време се труделе да бидат модерни и убави, а особено кога станувало збор за различните свечености и облеката која што се носела токму за таквите пригоди. Самиот проект е замислен во 3 фази. Првата фаза ни беше едукација на учениците по училиштата, со тоа што запознавање на еден вид предавање и на лице место да видат како изгледа таа носија. Имавме имавме презентација, особено на тие женски шами, турбани како се наречени. Дел од учениците овде, сами беа презентери на некој начин да видат како сето тоа изгледа. И мислам дека овде се побуди најголемиот интерес во спрема работилницата. Мада на почеток ни едно од деца нема представа што ќе се работи. Меѓутоа имавме еден пресорт кога дојде овде, кога ни беа гости и нешто што не очекувавме, вако го добивме како резултат за многу кратко време. За неколку сати се зголеми интересот, се зголеми бројот на деца, се зголеми еден вид надпревар беше додека беа овде, затоа што гледаа едни од други, си дава идеи едни на други. Не знам како да мислам, тој момент баш беше задоволство да се види. Најмногу бројни беа во основните училишта, изненадувачки колку покажа интерес. Од најмала возраст да сака да се докажат, да си ја покажат својата креативност. Куклите се изработували исклучиво од природни материјали, кои што учениците ги добивале на самата работилница, која што траела 4 дена. За тоа време се изработиле 42 кукли со народни носии. Мојата кукла содржи косата најпрво од волница направена, рачни изработки, волница и некои додатки други што ни дадовте. Ме инспирира и многу лесно ги правам. Добам нови идеи
Едно пола сат ми требаше време, малци пауза правевме. Ова кукла представува дел од мојата фантазија за како и јас мислам дека е представена Мариовската носија, за која што имавме презентација на училиште по часот по ликовно и мислев дека е многу интересна и сакав да си ја докажем мојата креативност со ова. Па како уметнички клас од гимназија уметничко сум запишен, ми изразуваше ми исполна кога го правив ова, ме фати отприлика 2 часа и можам да кажам дека тие 2 часа ги уживав, додека правам и би учествувал во друг проект исто вака. Според професорите од текстилно-кожарската струка, ваквите проекти биле од голема важност за стекнување на нови вештини и на образба при практичната настава на средношколците. За нас ваквите проекти се многу голем предизвик, бидејќи учениците вештините и способностите кои што ги стекнуваат на часовите и на часовите по практична настава ги изразуваат, ги истакнуваат и ја изразуваат својата имагинација и креативност. Со оглед на тоа што учениците учат за дизајн на облека, исто така имаме сегмент на народните носи, имаат воведни знаења и се едуцирани. Ова беше надградба на нивните знаења и изразување на нивната креативност. Ние имавме таа чест и задоволство да бидеме дел од овој проект и искрено уживавме. Овој проект е дел од годишната програма на Прилевскиот завод и музеј, а е одобрен и финансиран од Министерството за култура. Дел од изработените кукли се планира да бидат оставени за музеот, а дел можеби ќе се продаваат во сувенирницата.